односно филозофски кажано, кауза вера и кауза формалис на нашето доаѓање овде беше водата. Односно вистинската причина и формална причина на нашето доаѓање овде е она што не случи. Меѓутоа, од друга страна, кауза ефициенција е господинот каде е? Димитар Константинов, на чија што љубезна покана се отзвавме на некој начин да го осветиме овој простор филозофски, односно да го осветиме водата. На него сакаме да се заблагодариме не само за овој настан, него и за сите претходни настани, бидејќи тој е докажан поддржувач на активностите на филозофското друштво. Во оваа прилика би сакал да напоменам неколку позначени настани кои што тој не подкрепи. Симпозиумот 2004 година во Битола, тројдневен кој се сеќава, во јуни 2004 година, целосно беше покриен од негова страна. Потоа во 2006 година организиравме Ден на филозофија. Светскиот ден на филозофија беше пола во Скопје, пола во Битола. Тој дел во Битола беше исто така покриен од негова страна. Уште неколку гостувања во Битола, мислам уште 2-3, визави неколку филозофски настани. Потоа кетеринзи на настани кои што исто ги организираше филозофското друштво, кои што тој ги поддржа. А за сите тие заштити 2011 година филозофското друштво му додели благодарница. Само да подсетам, сега ќе треба да смислим уште некој нешто друго. Фабрика има, нешто друго. Статуетка. Да се вратиме на водата. И она што на ракија веќе. На водата се ракија. од водата почнува, со вода се завршува. Значи сите ќе имаме прилика во вториот дел да придонесеме во јас го нарекам во своевидно осветување филозофска на водата. Јутоа први таа чест и наше задоволство има професорка Панзова, професорот Чепаровски. Излагањето на професорката Панзова е на тема тајните на водата, филозофски идеи и научни аргументи, а подоцна ќе спомене излагањето на професорот Чепаровски. Повелете. Прво сакам наискрено да се заблагодарам на нашите љубезни домакини, на господинот Диме, некој драг пријател, на што е едно вакво необично доживување и расправаме за теми во еден специфичен амбиент. Исто така, ги поздравувам сите колеги, пријатели, вработелите сестри на љубезните домакини, што ми покажа можностите, апликативните можности на науката, така да достигнат. Но се разбира дека до ова ниво, до ова совршенство, значи, стално практично стварливо, прво мора да има идеја, да има идеи, па соработка повеќе научни дисциплини, технологија, хемија, електроника, логика, автоматика и така. И јас сакам да кажам неколку збора за она што е познато и она што се најавува, што се наметнува. Разликата, прво за сличностите се извинам, значи сличноста на филозофијата и науката е токму стремежот на откривање, објаснување, толкување на непознатото, со други зборови трагање по вистина. Големиот мислител Расел вели дека
Разликата меѓу филозофијата и науката се состои во тоа што науката ни дава конечни одговори за поставените прашања, оние кои ни се наметнени за својата загадочност, додека филозофијата не може да се пофали со такви негови дефинитивни одговори на прашањата со кои се занимава. Меѓутоа, Расел е мудар филозоф, мудар човек, има една додавка, но таа разлика е само три. Значи, денес, како што веќе беше најавено, станува збор за водата и јас сакам да потцртам на некои познати и непознати сознанија кои ги овозможила науката токму за водата. Дали навистина науката има такви конечни одговори за сите аспекти на овој крвоток на планетата Земја, низ која, како што знаете, се пренесуваат хранливи материи, кои се значени за сите, и за почва, и за живи суштества, и за нас. Што сме научиле од што не кажува науката? Сега се разбира, ќе кажам познати работи, меѓутоа ќе ќе го послужат како подлога за она што сметам дека не, барем не е кодифицирано, не е толку прифатено меѓу научници. Значи, познат факт, водата е најраспостаната субстанција на планетата Земја и зафаќа околу, значи незината површина е прекриена со околу 70 до 75% вода, но од тоа само 97,5% е солена и се наоѓа во морињата и океаните, а останатите 2,5% е сладка вода, од која околу 70% е замрзната во ледените, полатите ледени капли, така сосема мал дел вода, сладка вода е погодна за употреба, а со загадувањето тој процент се намали. Исто така познато дека водата постојано кружи во природата, подалувањето на сонцето спадува големите океански површини, а настанатата водена пареа ветровите ја разнесуваат насекаде и во ладните слоеви се кондензира и повторно се враќа на земјата во вид на дожд, снег, роса, магла. Околу третина од Молдова, од овие нови воден талог, пробира длабоко во земјата и се акумулира како подземна вода, која како изворска или бунарска повторно излегува на површината. 1/3 повторно испарува, а 1/3 пат преку потоците и реките повторно се ваќа во морињето, односно во океан. Ова кружење на водата се одвија околу 42 пати годишно, а во него се вклучени растенијата, животните и ние. На самиот почеток на животот, додека сме биле во облик на фетус, телото ни се состоело од 99% вода. Кога ќе се родиме, кој ќе се роди бебе, има околу 90% вода. Во зрелата доба тој процент се смалува на 70%, а ако имаме среќа да го напуштиме овој свет во длабока старост,
процентот на водата е околу 50%. Интересно е дека овие факти се однесуваат на секој човек во светот, независно од расна припадност, од национална припадност, од вероисповести да кажем. Дали почувствувавте дека зазвучи многу актуелно стариот Губерт Сталис? Што знаел за водата? Таа во 7 век пред нашата ера, за да ја прогласи за права основа на светот. Архе, значи, која е ос, која е вонвременска, која е вечна и која е сама принцип на своето постојање. И движење од која се настанува и во која се събира. Ете како зборува Талес, водата која испарува и напојува сонцето и небеските тела, а потоа како дожд пак се враќа во земјата за повторно да се појави во век на магла, роса и ризори. Она што Талес го согледал од своето искуство е дека секој суштество настанува во водна средина. Храната на исто така на сите суштества е влажна, дека и самата топлина настанува од владушноста и од мојот. Но големината на таквите умови се состои во тоа што тие може да гледат многу подалече од другите. Да насетуваат во помала и поголема мерка, што е суштество за светот. Што е водата? Може да се каже дека таа е животна сила. Ако изгубиме 50% од телото, повеќе не можеме да се одржиме во живот. Водата која пренесува крвта и телесните течности е средство со кои низ нашето тело се пренесуваат хранливите материи. Водата ни овозможува активен живот и веќе ја пренесува енергијата низ целото наше тело. Огромен е откриење незиниот хемиски состав, незината структура. Познато е дека водата има необични физички и хемиски својства, која ја споредиме со по кој се разликува во споредба со другите вещи. Иако ниту еден научник се уште не успеа да објасни зашто густината на водата е поголема од точката на замрзнување, односно зашто ако секоја друга материја се собира кога се лади, со водата тоа е обратно. Иако молекулите на водата се многу мали, тие имаат многу специфични особини. Не постојат други молекули во кои се откриени такви аномалии. За среќа, да не постоја барем некои од тие аномалии, на земјата имаше живот. Значи земјата ќе се претвореше во една друга нација. Последните децении научната јавност ја возбудија некои нови гледишта за необичните својства на водата. Имено дека таа има способност да ги идентификува, да ги копира и да ги памти карактеристиките на се она што е растопено во вода. Со други зборови, дека водата има меморија. Не враќа ли ова сознание на големиот Хегел? Неговиот став дека се што е стварно е. Прашање за кое треба многу да се истражува и да се одговори. Навистина овие тврдења на почетокот беа отфрлени како ненаучни, дури и како обидезни.
Меѓутоа, истражувањата на некои сериозни научници, направени со примена на современи и прецизни инструменти се разбира. Соодветни научни методи, сериозно ја замисли научната. Идејата дека водата има, дека водата памти, иако е многу постара, значи, може да се каже, во нашето време, ја афирмира францускиот имунолог доктор Жан Менделис, кој ги проучува алергиите и начините за справување со нив, каде што како појдобна точка на нивното лекување било хомеопатското. Како раководител на имунолошката лабораторија на Францускиот национален институт за медицински истражувања, провел експеримент чии резултати го разбрема ортодоксниот научен свет. Резултатите од експериментот беа објавени во престижното англиско научно списание Nature, под услов, објавено под услов да се повтори експериментот во присуство на експерти од оваа област. Но повторениот експеримент не ги дал очекуваните резултати, заклучокот бил дека се работи за избава, а медицинист прогласен за шарлатан. Меѓутоа, подоцна, тогаш главниот уредник на списанието Џон Медокс, инаку физичар и хемичар, изјавил дека мојот став, цитирам, е дека се работи за феномен со кој треба дополнително да се позабави. Фармакологот Мадлен Елис, инаку фармаколог на Кралскиот универзитет во Белфаст, голем противник на хомеопатијата и со сите сили настојувала да покаже дека се работи за измама. И еднаш за секунда да се меѓутоа, аз сепак спровела соодветен експеримент и незиниот изјава е дека не можеме да ги објасниме нашите откритија, но ги изложуваме да ги охрабриме другите да го истражуваат ова. За тоа сепак е отворено ново подлуче на истражување. Во лабораторијата на професор Константин Коротков биле изведени многубрojни експерименти за влијанието на човечките емоции на водата. Имено група луѓе биле замолени да создаваат разводата во чаша позитивни емоции, како љубов, надеж, близост. Во таа чашите биле заменети со друга, но сега биле замолени да создаваат негативни емоции, страх, агресија. После тоа биле спроведени мерења на примероците. Водата реагирала на строго определен начин. Општо земено емоциите изразени како љубов ја стабилизирала водата, структурата на водата, а агресијата, емоциите на агресија, на страх ја дестабилизира. Исто така, освен реагирање на емоциите, направени се интересни експерименти за реагирање на водата на различни типови вода, како и на различни слоеви. Дали е нешто луѓето што многу одамна знаеле за овие карактеристики на водата? Тоа прашање не поттикнува од фактот што во сите религии во светот се задржале
обредите на молитва пред јадење. Понатаму осветување на водата и така натаму, при што се разбира, се изговарат зборови на милост, на благост, на убави желби и така натаму. На што се подоцнежните истражувања покажале дека всушност фреквенцијата на говорот на такви прилики, кој извесува околу 8 Херци, всушност е фреквенцијата на магнетното поле на Земјата, која како што знаеме содржи огромен процент на вода. Дека има нешто вистина во тоа, фотографски го документира јапонскиот научник Масаро Емото, кој резултатите на своето истражување ги објави како само издание, немале заинтересирани издавачи во 1999 година во книгата Кораките скриени во вода. Доктор Емото обезбедува како се била процесот, значи тој јако не го било струда тоа, се школувал и оформил образование за меѓународни односи и така натаму, но постојано бил преокупиран со проучувањето на водата и неговото значење. Ова ситуација создадена со објавувањето на резултатите од експериментот на МТ-11 и особено реакции и позитивни и негативни, го поттикнале да превземе посериозни чекори. А непосреден потик за тоа би било еднаш случајно прочитал во некоја книга дека во милиони години откако паѓа снег, откако се знае дека паѓа снег, нема ниту 200 едноки кои се искали. Тој решил да заврзне вода и да види, значи, навадил моќен микроскоп да заврзне вода, ја заврзува прво на минус 200 степени и потоа да види што се. По 12 на потрапна работа успеал да ви сјаде со својот работник да направат првата фотографија. Се работело за фотографирање на структурата на филиравата. Биле крајно изненадени кога виделе дека всушност водата, смрзнатата водата, краток период трае бидејќи насобната температура се изваја да се слика, брзо се растопува, но добиле фотографија со прекорачна кристална водата формирана правилно хексагонална слика од хексагонална. Тоа го охрабрило и продолжил да прави задржување на водата разни извори од чешми, од природни извори и така. Во најголем број случаи водата се имена од лавините, значи од чешмите, поради фактот што и се додава
се додаваат средства за пречистување, значи не формира некои искривени структури, нека воопшто не формира, зависно со тоа колку сега. Продолжиле со тој проект и се сетиле да видат како, дали водата реагира, дали ги се промени структурата на да веќе имале фотографии, дали ќе се промени ако се подложи на музика. Значи, стајале звучниците да не шишенцем да прави срчето кое го фотографирале, значи замрзната вода и биле изненадени дека класичната музика, например Бах, Моцарт, донесувала кристалите да видат, да водата да формира правилни кристали, превозни слики. Ние сме во еден специјален амбиент, иначе тоа може со современите средства и да се прикаже. Додека, ајде да споредат, значи експериментот го повториле со поагресивна музика, сега се извинам на младите хеви метал и така натаму, која има најбој агресија, значи целосно била и од истата вода целосно била разобличени кристали. Ќе кажам уште нешто, иначе за ова може да се збори многу. На крај се сетиле да видат дали водата реагира на структурата. И фотографирале вода на која се изговорени зборови, како што е љубов, благодарност на различни езици. Водата гласно дава исти или многу слични. Сега човек ќе однемирува. Ајде да продолжиме сега да видиме дали ако напишаме и го заботаме шишенцето со такви зборови, благодарам, да придонесеме занапредот од човештвото и така натаму, значи тогаш исто така водата формирала прекрасни правилни кристали, за разлика од тоа ако пишувало те мразан будало, како се интересува да примери, але што така избешено крај да може да се преползва нешто. Ја тука ќе застанам со не со изобрањето, ама ќе ве оставам да размислувате за ова ситуација. Овие уште две книги, истината на водата и тајните пораки на водата. И за разлика од тоа што прво не можел да најде издавач, земал од јазичен на стручек за англиски јазик и објаснувањата биле преведени на англиски. Одеднаш станал популарен во цел свет, го поканувале да држи предавања на разни универзитети и така натаму. Ке речете, ја така помислив прво, кога почнав да размислам, ма не е можно, ова се така фантазија, значи, да познати како занесени. Меѓутоа, сакам да потсетам само дека резултатите од овие истражувања што не отклонуваат, или се вклопуваат дури во современата слика, да кажеме, за светот, која ја обликуваше современата
физика, современна квантна физика. Да подсетам само дека при истражувањето на субатомската структура на атомите, нели дека се откриени частички кои, значи сосема е промената правобитното прифатливост на едно гледиште дека јадро околу кое кружат, нели така со не јасно сега електрони, меѓутоа тие имат се покажало дека некои од субатомските частички покажуваат карактеристики, значи немаат точно определени карактеристики. Част се покажуваат како гранови, част како частички. Што да се прави сега? Значи, избор го нарекол тоа комплементарност. Комплементарност, меѓутоа, принципот на за разчистување малку нова ситуација, секако придона Хајзенберг, да ме подсетат само на неговиот принцип на неопределеност, дека всушност микропроцесите не можат да се регистрираат објективно во класичен смисла на зборот, бидејќи на нивните карактеристики влијаат истражувачите, присуството на истражувачите. Значи не може, според Хајзенберг, се работи за утврдување на местоположбата и брзината на електронот, значи не може истовремено со ниту еден познат или нов метод да се утврди истовремено и местоположбата и брзината. На тоа, за тоа придонесува влијанието на техниката, односно на истражување. Така конечно е урнат идеалот кон кој се стремела науката, значи деперсонализирана наука, крајно објективно проучување на појавите, независно човековите желби, влијание и така натаму. Значи, што сакам да кажам? Сега, истражувањата на науката не се кон тела, независни од влијанието, туку кон односи не ги седни на телата, но и на луѓето. Повеќе нема наука без субјект. Научните истражувања мора да ги вклучат и улогата на истражувачот. Принудени се, не дека тоа го прават од добра воља. Значи, тоа сосема е во склад со некои согледувањата за карактеристиките, за кристалната структура и аморфината на вода. Да се вратиме сега пак на Расел, беше почнав. Рече дека е привидна разликата, е само привидна, меѓу науката и филозофията. Со други збори, значи науката исто така не може како што гледаме да дава конечни одговори на прашањата кои си ги поставуваат светот или кои си ги поставуваат самата, бидејќи постојано се откриваат нови науки. А која е улогата на филозофија? Таа, за разлика од науката, не ги толкува појавите одакle какви што се обидува да открие какви можат да бидат, какви промени можат да се случат. Значи, кажува на можностите на нивните и нивното влијание. Со други зборови, значи,
сакам да завршам, дека всушност и истражувањето на водата, и примерите, и сознанијата на важната физика покажуваат дека всушност ние сме дел на еден многу прецизен и деликатен систем со собствени механизми на регулација која се вика университет. Ви благодарам. Сакам да се заблагодарам најнапред на домаќинот за љубезната покана и за можноста што ми се даде да проговорам за водата, а се разбира говорот за водата може да не одведе директно во насоките на науката, да не однесе кон физиката, кон хемијата, но не носи и во темелите и на метафизиката и на онтологијата. Она што јас имам намера накратко сега да го произнесам пред вас и затоа и сакам да ви се извинам, затоа што вообичаено јас говорам, но сега решив да читам. Да читам за да добиеме во време и да го слушнете она што веќе го напишав. Мислам дека на тој начин ќе добиеме една збуснатост и една прегнатност, се надевам, а предноста и гора на тоа се врзува за фактот дека минатата година беше организиран еден симпозиум во Галичник, посветен на поезијата и на водата, и јас го водев тој симпозиум и има воведен реферат, еден дел од тоа што таму го кажав, и така сега доаѓаше време да го испратам текстот, па седнав пред 2-3 недели и го напишав текстот, не знаејќи, и сосема убаво се случи таа коинциденција и поканата на Лазо, токму затоа еве сега јас ќе ви прочитам со скратување, се разбира имајќи предобјавување да слушнете текстот кој носи наслов Водата, филозофијата и поезијата. Се повторува. Како што веќе видовме, да се зборува за местото на водата во филозофијата и во поезијата, ние слушнавме за филозофијата, но еве сега и за поезијата, не е нималку лесна задача. Ова доаѓа оттаму што водата заедно со воздухот, со земјата, обнот е еден од 4 елементи што ја градат материјата. А оттаму и го оформуваат светот во сета негова целовитост. Затоа говорот за водата, за филозофијата и за поезијата представува најнапред или предпоставува најнапред да се зборува за боговите и за потеклото на светот, за боговите и за создавањето на светот, за филозофите и за прапричините на постоењето на светот, за клучната субстанца од која е оформен светот, имено водата, а потем да се зборува и за поетите и за нивното толкување на самиот свет и на човекот во светот, за на крајот да се дојде до средбата меѓу природата и општеството и во рамките на културата и на цивилизацијата до односот меѓу мислењето и пеењето. Тоа би било исто што и да се зборува за космологијата и за теологијата на создавањето на морињата и на океаните, на реките и на езерата. Исто што и да се толкуваат митските и библиските приказни за Посейдон, односно Нептун, во зависност од тоа дали сме во грчката или во римската митологија, инаку истиот бог, кој владее со водите, за Афродита или за Венера, која самата се раѓа од водата, а нивните ликовни пак и иконографски представи можат лесно, како вода, да не водат кон сликовните представи на еден Рубенс или на Боттичели. Потем тоа би било исто што и да се зборува за Утнапиштан и за Гилгамеш. Утнапиштан кој на Гилгамеш му ја раскажува приказната за 7-дневната поплава и за градењето на бродот на спасението. Да се зборува и да се толкуваат библиските приказни за потопот и за Ное, та дури во актуелната филмска верзија со Расел Кроу како Ное, што вчера имаше светска премиера и веќе ќе можеме од денес во нашите кина да ја гледаме, за рибата и за Јона, но и за патувањата по подземните мориња на Одисеј и за неговите стравотни средби со Сцилата и Харибдата или со песнопојните нимфи, а во контекст на Одисеј може да се зборува и за филмската изведба на Арман Асанте и за неговите патувања по водите на Средоземното море за да се стаса повторно до својот кралски остров и така.
Но тоа би било исто што и да се зборува за подземните води на Стикс или на Лета, или пак за неумитните средби со сплаварот Харон, со смртта. Да се зборува за водата, филозофијата и поезијата, исто така значи и да се растајнат митските слики и представи врзани за водата и за суштествата што од неа потекнуваат и во неа се сосредоточуваат. Тоа значи да се зборува и за символиката на водата од горната и од долната земја, на водите на хармонијата, на животот и на благосостојбата, горната вода и горните води, и на водите на хаосот и на смртта, долната вода и долните води. Тоа значи да се зборува, како што се зборува во сите речници и енциклопедии на традиционалните символи, и за водата како извор на севкупната постоечка потенцијалност, како лулка и гроб на се и се нешто во Вселената, како прва форма на материјата, како символ на великата мајка, на раѓањето, на женското начело, на водите на плодноста и на животот, на водите што ги наоѓаме и пиеме од изворот на животот. Но тоа значи да се зборува и за водата од гледна точка на науката, оно што веќе имавме можност да го слушнеме. Потоа да се говори за Дарвин, за еволуционизмот и за тврдењето дека сиот живот доаѓа и потекнува од водата, но и за психологијата и филозофијата на водата на еден Гастон Башлар од неговата прочуена книга Водата и соништата. Тоа е така, зашто водата како клучен и носечки елемент на животот е во основите на символизмот на светот и во создавањето на митовите, но и во основите на филозофскиот природонаучен пристап кон толкувањето на светот. Таа е извор на животот, но таа противречно не води и кон смртта. Таа е динамична сила, но и хаотична моќност, која се движи во бранови и спирали и никогаш по исти прав пат. Затоа и за првите јонски филозофи, особено за Талес од Милета и Архе, праоснова на се нештото и клучна субстанца од која се настанува и кон која се сосредоточува. Исто како што и за великиот диалектичар Хераклит од Ефес, водата е движечко начело заедно со огнот, на постојано променливиот свет или како што поетски се изразува самиот Хераклит во 91-иот фрагмент, во една иста река не може да се влезе два пати. Како филозофско-психолошки пак символ, таа се врзува за душата, за чувствата кои епифаниски ја откриваат минливоста на светот, а силно се врзува и за подсвесното. И затоа не случајно проточноста на водата е во основите на модернистичката книжевно-теориска синтагма тек на свеста, stream of consciousness. Таа наративна алатка врзана за внатрешниот монолог, interior monolog, во делата на Джеймс Джойс и Вирджинија Вулф, која своите филозофско-психолошки основи и толкување ги наоѓа во делото на филозофот Вилијам Джеймс Елементи на психологијата, 1890 година. Таму Джеймс и за прв пат ја употребува оваа синтагма, велејки дека, цитирам, свеста оттаму не се појавува пред себе си како да е расцепена на парчиња, таа струи, река или поток се метафорите со кои најприродно таа се опишува. Одовде па натаму, зборувајќи за неа, ајде да ја наречеме тек на мислата, на свеста или на субјективниот живот. Завршен цитатот Вилијам Джеймс. Затоа уште од времето на Хесиот и на неговата теогонија и дела и дни, водата е најсветото нешто што не треба да се загадува. Загадувањето на бистрите води за Хесиот по дела и дни, 737-742 стих е рамно на богохулие, а неговото укажување во форма на строга забрана напишано 8 векови пред новата ера гласи: никогаш не уринирајте на устието од реки кои се влеваат во море, ниту на нивниот извор. Добро вардете се од тоа. Може да се протолкуваат и како определени поуки од хигиената, но се чини тие содржат во себе си многу повеќе од една архајска природна хигиена. Според Гастон Башлар, во суштината на овие забрани може да се продре само со помош на психоаналитичките толкувања, зашто на истата страница на списот на Хесиот се наоѓа и следнава забрана: не уринирајте исправени и свртени кон сонцето. Повеќе од јасно е дека оваа забрана нема некој утилитарно и хигиенско значење, зашто преземеното дејство, да се изразиме ефемистички, не ја заматува чистотата на сонцето, туку како што укажува Башлар, им е познато на психоаналитичарите како мажечки протест против сонцето како символ на таткото, а оттаму забраната која го заштитува сонцето од навредата подеднакво ја заштитува и реката. Овде првобитниот морал
применува една иста норма кога го става под закрила машкото величество на сонцето и мајчинството на водите. Оваа забрана била и останува до денес неопходна поради еден постојан притисок од несвесното. Чистата и јасна вода за несвесното, продолжува Башлар, сушно значи повик за загадување. Од овие митски и психоаналитички толкувања на водата станува јасно дека чистата и бистра вода, како во стиховите од нашата народна песна "Да сум бистра вода", не врзуваат педагошки или не се врзуваат педагошки само за телесната или биолошко-хемиската хигиена, како во детските песнички од типот на "Чиста дана", туку имаат и една религиозно-прочистувачка функција. Та затоа скоро во сите религии ширум светот постојат светите и осветените води. Ваквиот однос кон водата го наоѓаме дури во навидум детските песни на Уилијам Блейк, втората половина на 80-тиот век и првата половина на 90-тиот од песните на невиноста и на искуството. А особено во воведната песна. Овие песни заедно со песните на искуството потом ја сочинуваат неговата прочуена книга Songs of Innocence and of Experience, песни на невиноста и на искуството. Затоа врзаноста на невиноста за водата, дури кога таа ќе се разбранува, говори за важноста на водата во однос на создавањето на творештвото. Неколку стихови од овие навидум детски песнички на Уилијам Блейк. И направив свирало селско и разбранив бистра вода и напишав среќни песни за децата милна згода. Песните се во мој препев, а туку што излезе книгата со овој препев и со препевите на Драги Михајловски на поезијата на Уилијам Блейк. Потем во песната Јагне од песните на невиноста, Блейк символиката на јагнето или Agnus Dei ја врзува за невиноста на животот и на водите. Живот ти дари и хранлива понада крај потокот и преку ливада. Додека во приспивната песна од песните на невиноста, Уилијам Блейк водата ја врзува за спокојството, хармонијата, убавината на доаѓањето на сонот, кој со песна се повикува. Сни сладки крај води ведри, од луни среќни, тивки и штедри. За нешто ќе прескокнеме, за да добиеме во време, одиме натаму. Со Блейк уште малку, па ќе одам кон завршниот дел од текстот. Од друга страна, во песната Општоста човекова, оваа противречна природа и символика на водата се врзува за дрвото на познанието и на животот, кое е натопено од животворните води, сега расте во рационалноста на самиот човек. Затоа за Блейк рационализмот, Њутоновиот механицизам, како и научната генерализација го уништуваат неповторливиот и единечниот човеков свет. Имагинацијата се потиснува, а разумот станува се владател. Повторно од 4 стиха од Блейк. Бозите земни, а и на водата, го бараа дрвото низ природата. Залудна беше потрагата нивна, во умот човеков тоа се вивна. Деизмот и рационализмот на Блейк се реки кои одамна пресушиле и кои не му говорат ништо, но за мноштвото, за неукото мноштво кое не може да разликува, тие се, додека за Блейк тоа се стерни што треба да се затнат, зашто единствено на тој начин светот на имагинацијата ќе биде на повисоко рамниште од светот на разумот. Затоа имагинацијата создава моćни слики на океаните и на морињата како создатели на светот, носители на сиот живот и на мајчинските животворни аспекти на светот. Така е во поетските светови на Сен Џон Перс, нобеловецот, од неговите морекази, но така и во мистичната и филозофски настроена поезија на Рабиндранат Тагоре од Гитанџали и во неговите прочуени стихови во кои водата и океанот не се врзуваат наполно хераклитовски за водата и за играта. On the seashore of endless worlds, children meet. Children have their play on the seashore. На морскиот брег од бескрајни светови деца се среќаваат. Деца си играат на морскиот брег на световите, пее Рабиндранат Тагоре. Ова иманентна символска противречност на водата која среќаваме во поетските представи на морињата и на океаните, но и на реките, изворите, водопадите, езерата, вртлозите и поплавите е составен дел на епските поетски светови од времето на Хесиот и на Хомер, па се до времето на Ханс Магнус Енценсбергер и неговата поема Титаник или на нобеловецот Дерек Волкот и неговата поема Одисеј. Исто како што оваа противречна природа на водата е наоѓаме во пењето на Т.С. Елиот од
Wasteland, од пуста земја, неговата прочуена книга, или пак лирските пеења за водата во раните песни на Матеа Матевски од стихозбирката Дождови и Равнодневица 56-63 година, особено во троделната песна Дождови, со песната Враќање и во песните Езеро и море, па преку стихозбирките Мртвица од 999 година, со песната Враќање во Атлантида и Копнеш по целината и Прочистување. Па се до последниве поетски книги на Матеа Матевски Згура, Одеа по водата и Саќе од 2012 и Корени во ветерот, Враќање во Стамбул, во кои се опеваат молкот на водата, гибелта на водата, замрзнатите води мочуришки и така се случува овој премин од благата вода од раната фаза до водата Згура. Се случува тешкото течење од потрагата по жива вода до наоѓањето на течниот килибар до смолата, која го памети светот и реката и секирата, како што пее Матеа Матевски. Но ова неосетно ме води кон за мене една нова тема. Животот и смртта во символиката на водата во поезијата на Матеа Матевски. Сепак, бидејќи ова тема имам намера постојно во некоја друга пригода да ја обработам, ќе го завршам овој свој пристап кон водата или свој текст што ќе биде објавен за водата, филозофијата и поезијата со две мудри искажувања од давнини кои важат до денешни дни. Укажувањата на таоистичкиот мудрец Чуанг Це не подучува дека корпите за риболов се употребуваат за фаќање риба. Но кога рибите ќе се уловат, луѓето забораваат на корпите. Јамките се употребуваат за ловење зајаци. Но кога зајаците ќе се фатат во нив, луѓето забораваат на јамките. Зборовите се употребуваат за да ги пренесат идеите, но кога идеите ќе се разберат, луѓето забораваат на зборовите, вели Чуанг Це. Овој став на Чуанг Це, познатиот филозоф на природата и физичар Фритјоф Капра во книгата Тао на физиката, 75 година, го толкува на следниот начин. Нашата репрезентација на реалноста многу полесно се разбира од самата реалност, па затоа сме склони едното да го мешаме со другото. Една од главните цели на мистиката од Исток е да не ослободи од оваа конфузија. Зен будистите велат дека за да се покаже на месечината е потребен прст, но дека откако тоа еднаш ќе се препознае, не би требало понатаму да се мачиме со прстот. Затоа, ако навистина представите за водата во филозофијата и поезијата, за кои само делумно зборува, се чинат постварни од самата вода. Значи, ако филозофската и поетската репрезентација на стварноста ни се причини како достатна и како пореална од самата стварност, тогаш е време да се вратиме назад кон самата стварност, да наполниме вода од изворите, ама не со канче, туку како Диоген со собствените дланки и прсти, да се напиеме од водата или пак, ако сме крај езеро, река, море, спокојно да запливаме во нив, препуштајќи му се на примордијалното океанско чувство, насетувајќи интуитивно, а не знаејќи рационално за величието на водата и на водите. На тој начин, непосредното искуство за водата и на реалноста секогаш ќе ги трансцендира сферите на мислењето и на јазикот, сферите на филозофијата и на поезијата. И бидејќи најблиската вода, еве ми ја овде во чашевете се ја земам, што беше и тука до мене и на масата, е чашава со полна горска вода, а не со вино, а не со виното на Бахуса, на Креонт или на Хелдерлин, а не со пивото на Клеопатра и Марк Антонија, за пивото во некоја друга пригода кога ќе биде уште новиот погон, па тогаш ќе зборуваме за љубовта на Клеопатра и на Марк Антони и пивото што го пиеле додека Цезар доаѓа со бродовите да ги уништи. Токму затоа во духот на најголемиот аналитички филозоф на 20-тиот век, Лудвиг Витгенштајн, и тргнувајќи од последниот параграф од неговиот логичко-филозофски трактат, кој завршува отаде моќите на јазикот и на филозофијата, ќе ја испијам водата, зашто таму Витгенштајн прецизно определува за она за што не може да се зборува, за тоа треба да се молчи. Ви благодарам. Ја уште да сакам да ви пожелам добро дојде и многу ми е мило. Ја како љубител на филозофијата
Еве што тука имам гости филозофи, да кажам, или познавачи на филозофија, да ќе каже професор Цуцковски. Благодарам на излагањето на професор Капанзова и професор Джепаровски и да почнеме на главното, бидејќи со празен стомак, мислам и мислата не доаѓа. А после тоа, после ручекот, може да продискутираме. Уште еднаш пријатен ручек и добро.